Почитувам председателя на партијата на Обединети пензионери и граѓани на Република Македонија, пензиониран генерал Илија Николовски. Почитувам председателя на Алијансата за позитивна Македонија, господин Љупчо Зиков. Почитувани представници на медиумите и почитувани гости. Денеска се подпишува меморандумот за соработка помеѓу Алијансата за позитивна Македонија и партијата на Обединети пензионери и граѓани на Македонија, представувани од председателите на партиите. Се со цел заедничко настапување на престојните предвремени парламентарни избори на 27 април. Ги повикувам председателите на партиите да пристапат кон подпишување на меморандумот на соработка. Почитувани дами и господа, денеска е историски настан за партијата Обединети пензионери и граѓани на Република Македонија, затоа што подпишуваме меморандум за соработка со еден нов политички субјект, тоа е Алијансата за позитивна Македонија, субјект кој има во својата програма висока компатибилност со нашата програма и најдовме заеднички интерес, они кај нас, ние кај нив, и затоа одлучивме да го подпишеме овој меморандум за соработка на подолгорочен рок. Многу во Република Македонија поставува прашање чии привезок ќе биде партијата на Обединети пензионери и граѓани на Македонија. Ние одлучивме да не бидеме привезок, него да бидеме партнер и мислам дека најдоме вистински партнер во партијата Алијанса за позитивна Македонија. Досега политиката во Република Македонија се занимаваше со пензионерите, но без пензионерите. И ние, поучени од нашето непосредно окружување и од европските искуства, одлучивме да формираме една партија која ќе ги представува пензионерите и која ќе се бори за правата на пензионерите и да докажеме дека пензионерите не се нешто истрошено, чиј рок на употреба поминал, него напротив, дека пензионерите се луѓе со акумулирани знаења и големи искуства и дека уште многу имаат да дадат за нашата Република Македонија. Токму и од тој факт го црпиме нашиот легитимитет и право да ја формираме оваа партија, да придонесеме за добробит на нашите деца и нашите внуци. Затоа што и од онака малите пензии кои ги има во Република Македонија, многу ги издржуваат своите деца, своите внуци, најголем дел високо образовани, кои се уште одолеваат на предизвикот еднаш за секој пат да ја напуштат Република Македонија. И токму и затоа ние и одлучиме да настапиме на политичката сцена и мислиме со партијата Алијанса за позитивна Македонија дека можеме да дадеме голем придонес за реализација на овие наши цели и задачи кои се поставени. Нешто би рекол уште да не должам многу, затоа што е времето ограничено, сакам и во оваа прилика да порачам дека ние ќе се бориме да ја разбиеме погрешно поставената перцепција за пензионерите во Република Македонија. Затоа што благодарение на популизмот кој го водеа сите влади во Република Македонија, се створи еден генерацијски јаз меѓу пензионерите и младите генерации и се створи перцепција дека пензионерите се галеници на оваа власт. Напротив, тоа не се, него пензионерите се најизманипулираната општествена група општествена група чии пензии еднаш за секој пат македонската јавност треба да знае се најниски во регионот
односно во југ просторите, чак и едно Косово и една Босна кои беа толку време во војна и нивните пензии се најмали. Ние наследивме во новиот систем кога дојдовме, наследивме просечната пензија да биде 70% од просечната плата во бившиот систем. Сега имаме некаде околу 50%. Каде се тие пари изгубија? И не сакам да должам многу, имам многу врска со тоа, да само би рекол исто, нашата висока компатибилност ја наоѓаме со партијата Алијанса за позитивна Македонија и во релаксирање на односите во Република Македонија, затоа што во Република Македонија има таков еден јас е створен, ние со позитивна кампања, не кавгаджиска, коректна, со факти, ќе се бориме да придонесеме за релаксирање на односите во Република Македонија. Јас да сега толку, ако има прашање, повелите. Ви благодарам, председателе Николовски, почитувани медиуми, добре дојдовте на овој убав момент за двете партии, Алијанса за позитивна Македонија и партијата на пензионерите и слободните граѓани на Република Македонија. Ние во суштина се договоривме дека темата за пензионерите не може да почнува и да завршува во автобусите, во бањите и на скијачките терени. Премногу ефтина таа тема така да се третира. Ни требаше само 1 саат со председателот на партијата на пензионерите господин Николовски да сватиме дека пензискиот систем е во длабока криза и дека тој не може да излезе од криза ако не се отвори фронтот и проектот за 100.000 нови работни места во следните 4 години и 30.000 работни места во првата година. Заради тоа што пензискиот фонд, како и здравствениот фонд, можат да функционираат непречено ако се полнат. Ако не се полнат, ако секојдневно се затвораат домашни фирми, ако многу луѓе се вработуваат само во јавна администрација, а не и во стопанството, тешко му се пишува на пензискиот фонд во Република Македонија. Партијата на пензионери покажа високо чувство за државност кога станува збор за оваа тема. Ме воодушеви со својата интелигенција. Пензионерите во Македонија така се прикажани како некоја аморфна маса подолго време. Оваа партија отстапува од тој колорит, од тој фиксиран некако менталитет на пензионерите и покажаат чувство дека суштината на решавање на пензионерските проблеми е во долгорочноста и солвентноста на пензискиот фонд и во зголемувањето на пензиите, но тоа да биде постепено, но драматично зголемување на пензиите во Македонија. Ако е точен податокот, јас не сум го проверил, дека сепак македонските пензионери земаат најмала пензија во регионот. Тоа е под број 1. Под број 2, она што е уште подлабоко, она што ме воодушеви кај председателот на пензионерите, на партијата на пензионерите на Македонија, е чувството дека оваа коалиција, борејќи се да биде во власта, во идната влада, и ќе работи на проблемот на внуците и децата. Пензионерите се луѓе во повозрастни години, тие се дедовци и баби, нивните внуци, додека тие се возат по автобусите од периферијата на Скопје до центарот, нивните внуци купуваат авионски билети во еден правец и не се враќаат назад. Јас ги повикувам сите пензионери во Македонија нека размислат малку на таа тема. Не е се во бесплатните бањи, затоа што дека тие се во базените, нивните внуци мизеруваат по светот, јадејќи еднаш дневно и борејќи се на диво без признат македонски пасош во она што значи европска и светска периферија. Нашите деца и внуци не живеат во центрите на тие метрополи. Мизеруваат по перифериите на тие градови, работејќи се и се што во субстандардни услови. Јас му честитам на пензионерот генерал Николовски што тоа го разбра и го свати и го чувствува. Прекрасно би било сите пензионери во Македонија да оладат
и да сватат за што станува збор. Уште еднаш да му честитам на храброста на генералот Николовски што на една рамноправна основа со Алијансата за позитивна Македонија ја направивме оваа коалиција и мислам дека овие пораки од денеска ако бидат разбрани како што треба, партијата на пензионерите на Македонија ќе биде вистинскиот репрезент на пензионерските права во Република Македонија. Многу ви благодарам што бевте присутни на денешната пресконференција. Доколку имате некои прашања? Кои други партии преговарате за коалиција? Прашањето е до? До вас. Ние сме отворени за предизборна соработка со сите партии во Република Македонија. Меѓутоа, нашиот основен услов е и принцип е оваа патриотска програма што ја нуди Алијансата за позитивна Македонија, вистински патриотска програма, да ја прифатат сите кои ќе дојдат да разговараат со нас. Ние не сме само бендисани, ние ги прифаќаме сите идеи на нашите партнери. Ние прифативме во конкретниот случај со партијата на пензионерите и слободни граѓани на Македонија, прифативме и многу нивни ставови и определби. Меѓутоа, во основа не сакаме да го напуштиме костурот на нашата програма, заради тоа што интегритетот на таа програма зависи од секој нејзино делче внатре. Јас пред 2 дена имав пресконференција, во голем дел објаснив за што се работи и така. Така да, краткиот одговор е дека за коалиции сме расположени од денеска натаму и во длабока консултација со партијата на пензионерите на Македонија. Повелете. Повелете. Која ќе биде вашата таргетна група освен пензионерите? Нашата таргетна група се сите гласачи на Република Македонија кои ги разбираат и кои се ги прифаќаат длабоките принципи што ја нуди програмата на Алијансата за позитивна Македонија. Ние, како што гледате во нашата програма, не водиме дневна политика на манипулативна основа. Ние не се бориме за нашите гласачи со тоа што ќе ги убедуваме гласајте за нас, ќе добиеш тоа. Ние имаме во суштина 2 или 3 столба. Првиот столб 100.000 работни места во нови фирми во Македонија. И ова ќе го повтараме по 5 пати на ден да им влезе во глава на лидерите на двата големи македонски блока на едната и на другата страна. Подброј 2. Белата чума. Таа не се решава со наталитетна политика, со станови за трето, за четврто дете, со субвенции и така натаму. Тоа е премногу смешно, ни се смеат по светот. Наталитетната политика, првиот нејзин решавањето на белата чума е спречување на одливот на граѓани од Република Македонија. Граѓаните на Република Македонија бегаат од својата држава, не ја чувствуваат за своја и што е најстрашно, во последните 5 години бегаат со своите семејства. Заради тоа што времето помина, сега имате млади луѓе кои формирале семејство и имаат одлуки да избегаат надвор. Тоа е неповратно население, тоа не се враќа назад. Така било велат во 60-тите години. Значи ние тој екзодус сега ни се случува. И добро е што и пензионерите го сватиат тој момент во таа работа. Така да таргетот, овде е голем таргетот, целната група на луѓето, само една работа фали, да почувствуваат дека е тоа така. Повелете, председателе. Јас само да дополнам околу таргетните групи. Значи, зборувам за нашата партија, сега и за коалициите. Број 1, тоа се 293.000 пензионери во Република Македонија. Некој вика 289, али најдобро се каже околу 300.000. Под број 2, тоа се сите врсти на одnosno видови на инвалиди во Република Македонија. Под број 3, тоа се боречките организации. Под број 4, тоа се припадниците на армијата и полицијата, затоа што јас мислам дека поред пензионерите тоа се многу изманипулирани групи, особено припадниците во армијата. Ако погледате, например, на една страна имате, можат во полицијата додат во пензија со 40 години работен стаж, во армијата тоа не можат да одат. И ако погледате начинот на кој оди. Понатаму, се што е маргинализирано во ова општество, маргинализираните групи,
Тоа се оние кои за жал и после долги години кои работеле не успеале да остварат пензија и сега тоа се стечајци и работници. Јас на сите стечајци сум имал контакти и сум им рекол дека секој пат имаат наша поддршка и ја имаат. И сите оние кои што не успеале да ги реализираат своите права за основна екзистенција во Република Македонија. Благодарам. Ви благодариме многу на посетата и се гледаме во следна прилика.